Добре дојдовте во 16-тата епизода на емисијата Студентски пулс. Велат дека општествените науки се круцијални за да ја видиме промената околу нас, но без нивно применување би било сосема спротивната. Правото и политичките науки играат голема улога во создавање и креирање на сликата на една држава, а луѓето кои се занимаваат со нив треба да се еклатантен пример за новите генерации. Оваа емисија е поддржана од Шпарка се банка и пакетот за млади Вајбон, кој носи многобројни придобивки и можности, како бесплатни трансакции за студентски давачки, без провизии за плаќање факултетски услуги и дополнителни банкарски поволности што значително го олеснуваат студентскиот живот. Преку оваа платформа, банката постојано поддржува студентски иницијативи, културни настани и можности за професионален развој. Денеска со мене е Магдалина Николовска, правобранителка на Правниот факултет Јустинијан I, и Данило Крстовски, председател на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет. Ви благодарам најпрвин што сте тука денеска со мене и еве едно прашање за почеток, како сте? Па јас во моје име би кажал и би се извинал до гледачите за мојот глас, јас малку се опоравам од настинка, но меѓу другото добро. Те ја благодариме за поканата, мислам дека ова е совршена опција, совршена можност да поразговараме за многу важни работи за нашата фела и за нашиот факултет и за нашата држава меѓу другото. Магдалина, како си? Одлично. Фала на покана исто така. Ме радува искрено што започна да функционира самиот мултимедијалниот центар, да. И се надевам дека ќе остави простори за што повеќе студенти да го користат во иднина. Така, мултимедијалниот центар е центар кој што е отворен за сите студенти, како што реков и во претходните епизоди, се наоѓа на Правниот факултет и е отворен за сите студенти кои што сакаат да креираат содржини и да работат со медиумите. Еве, за почеток прашање за двајцата, дали вреди да се студира право и политички студии? Вие веќе сте при крај со вашите мастер студии, па што би можеле досега, еве, после толку години учење да заклучите? Дали сега да сте средношколци би се запишале пак на Правниот факултет? Би сакала да одиш прва? Може. Па вака, сега, дали вреди? Според мене, јас секогаш се водам од тезата дека без оглед на тоа за кои студии станува збор, дали сме се определиле за право, политички, новинарство или нешто сосема друго, типот на економија или информатика, мислам дека секој студии се благодат за било кој млад човек, особено да се надоградува и сите студии си носат нешто убаво. Мислам, јас секогаш се водам од тезата дека без оглед на тоа што студираме, доколку сме доволно добри во она што го правиме, доколку сме посветени, доколку работиме на себе, мислам дека од се може да направиме нешто да вреди и да направиме нешто да биде исплатливо. Сега, јас постојано гледам дека студентите на некој начин го гледаат и факултетот само да се заврши, кога ќе се заврши, сега мене факултетот ништо не ми донел. Мораме ние да изодиме некој пат, особено ако студираме право и сакаме да дојдеме до некој позиција типот на суди или обвинители, патот е навистина долг и не останува само на факултетот, туку треба да се вклучиме во дали се тоа најразлични дебати, семинари, понатаму и практиканства, за да видиме како оди целиот тој процес од само поднесување на предмет еден до архива, па се до конечно одлучување и водење на целата расправа. Така што мислам дека ако доволно вложуваме во себе, дека на некој начин ја креваме нашата вредност и апсолутно мислам дека вреди, ама на крајот од денот тоа останува од самите нас. Така, Данило? Веројатно, знаејќи се себе и целиот мој живот, јас ги имам истите интереси кои што на крајот на денот се сведуваат во студиите кои што јас ги имам студирано тука, тоа се политичките студии. Сега, точно е дека мене понекогаш ми се јавува мисла дали требаше можеби правни студии, дали е во ред што имам студирано политички студии, но на крајот на денот јас сум многу горд на политичките студии бидејќи поинаков е мисловниот процес кој што јас ги имам добиен од политички студии, друг е оној кој што би го добил од правните студии, така да од оваа гледна точка не верувам дека би можел нешто да променам или пак би рекол дека сум, да кажеме, народски пишман за некоја одлука. Веројатно, ако постои некој нареден живот, би се фокусирал повеќе на музика, повеќе на уметност, но овој живот сум сосема горд на тоа што студирам политички науки. Тоа беа моите додипломски студии, сега сум запишан на правно-политички смер, тој се води као правен смер, тоа е уставно право и политички систем и мислам дека многу добра комбинација е
за студентите што се тука да направат комбинација помеѓу право и политика, особено политика до дипломски права, постдипломски бидејќи им заокружува на многу убава целина во својата глава. Знаат многу теориски работи, а потоа многу тоа го конкретизираат со правни работи, што мислам дека е многу вредно не само за нив, туку и за целото општество и самата држава. Така, но во целост да сумираме, потребна е навистина посветеност и во делот на правото и во делот на политичките науки. Магдалина, ти студираш конкретно казнено право. Колку денес студентите се запознаени при започнување на самите студии за самиот правосуден систем во државата? Или пак, дали затоа што се запознаени, тоа на некој начин има и мотивација да започнат со учење на правните студии? Па, мислам дека оние кои што започнуваат со студиите или се размислуваат дали да се запишат и така натаму, мислам дека немаат онаа јасна слика како функционира самиот правосуден систем, туку претежно се информирани, да речеме, од медиумите или од оние гласнини дека системот не функционира, дека граѓаните немаат доверба во правосудство и слично. И сега во одреден дел јас можам да заклучам искрено и по падот на запишани студенти на правниот факултет дека се доста демотивирани од тој факт. Така барем јас гледам. А од друга страна, конкретно, од друга страна има некои кои што идеализираат самата слика, нели мислат дека до правдата е многу лесно да се дојде. Барем јас бев тој студент, кога се запишував, мислев дека секој оди толку лесно и дека до правда многу лесно можеме да дојдеме без да имам јасната слика како всушност еден процес оди и што се какви препреки на какви препреки можеш да најдеш. И апсолутно мислам дека ја немаат јасната слика. Сега оние кои што се запишани, верувам дека гледаат простор за некакви промени, бидејќи на крајот од денот и оние суди и обвинители или оние кои што ја водат државата треба некој да ги замени. И мислам дека треба да гледаме како некој простор или можност да работиме на себе за да дојдеме ние до такви позиции. Така, Данила, ти сега си на мастер на политички студии. Од каде жилбата за започнување и на навлегување во општествените науки? Кога запиша најпрв правни студии, понатаму политички студии, што најмногу те заинтригира во тој дел? Кој дел од општеството предизвика кај тебе или некои други фактори да запишеш баш општествени науки? Најклише одговорот би бил потрагата по вистината, видете. Прво имам завршено политички науки, па се префрлив на право токму за таа причина, за да малку си го конкретизирам мислењето за општеството, знаете. Она што најмногу ме заинтересирало да ме привлече да одам кон политички науки е веројатно комбинација на повеќе работи. Не би можел да издвојам нешто. Ме интересира многу право, ме интересира многу економија, тука е филозофијата, едноставно филозофијата е нераскинлив елемент на општествените науки. Се што е она што е право, она што е економија, економска политика, правна реформа се темели на филозофија. У принцип тоа во превод, ако треба да преведеме, е апликативна филозофија. И социологијата е тука, психологијата, и тоа ако направите некој НЗС, некој множество, ви доаѓа дека тоа е политичката наука, тоа е интердисциплинарен стадиум. Што би можел повеќе да кажам за оваа тема? Конкретно за политиката, што те интересира најмногу, дали внатрешната политика или надворешната политика? Мислам дека комбинација на двете. Мислам дека не постои политолог што би рекол дека домашната политика му е поинтересна, можеби е попрактична за работа, доколку веќе се насочуваме натаму, но глобалната политика, геополитиката, едноставно тоа е едно широко поле на толкување, широко поле на институции, на држави, на сојузи, на унии, на заедници. Мислам дека прилично динамична, знаете, нашата политика кај нас, например, како млади студенти кои ја гледаме политиката кај нас во државата, ние во принцип многу се разочаруваме. И затоа некој сакаме да избегаме и да разгледуваме повеќе британска политика, например, европска политика на европско ниво или американска политика. Американската политика, мислам, следењето на американската политика би рекол, мислам, можеби најпримамливо кај студенти на политички науки. Знаете, има многу голем број на информации, имате голем број на вести, го има тој, како да кажем, хегемон на информации, така да тука можеби би рекол дека не само интернационалната политика, надворешната политика, туку можеби конкретно американската политика е најинтересна, примамлива за следење. Така, тука ги спомни студентите, студентите всушност или попримамлива им е самата внатрешна политика, бидејќи им е полесна. Но во однос на тоа, сите студенти кои што всушност се на политички студии треба секогаш да ја гледаат по широката слика.
во светот како политиката всушност е. Треба да си ја знаеме домашната политика најпрвен, за да понатаму можеме да ја сватиме и самата надворешна политика, но Магдалена, за студентите што не гледаат, бидејќи кога ќе слушнеме казнено право, многу од нас, и оние што не се на правниот факултет, не знаат што се спаѓа под казнено право. Дали ќе може накратко да ни објасниш кои институции ги опфаќа и што можеш да правиш по завршување на казнено право? Па вака, јас кога започнав на постдипломските студии, тогаш всушност сватив дека казненото право е навистина еден широк поем, бидејќи на постдипломските студии изучувавме еден широк спектар, да речем, на предмети од криминологија, криминалистика, социјална патологија, па се до дел за полиција. И тогаш сватив всушност дека станува збор за еден доста широк поем кој што опфаќа и многу институции. Тука би ги издвоила судовите, кои што нели не се оние кои што го спроведуваат самиот закон, кои што ги изрекуваат казните. Јавното обвинителство исто така игра клучна улога во однос на гонењето на сторителите на тие кривични дела, или на јавниот обвинител му паѓа тој товар да ја докаже вината кај осумничено лице. Понатаму ги имаме и бранителите кои што имаме кај одредени казнени дела задолжително да има лицето бранител доколку нема определено, само се доделува по службена должност и така натаму. Исто така мислам дека и адвокатите, односно бранителите во тие постапки играат многу голема улога, но и би ги вклучила и тука казнено-поправните установи, типот на затвори, воспитно-поправни домови, бидејќи казненото право не се однесува само на казнување сторители за казнена постапка, туку фаќа и оној дел кој што се однесува на рехабилитација, ресоциализација на осудени лица, поточно како ние едно осудено лице кога ќе заврши казната да го вратиме назад во општеството, да му дадеме шанса за повторно да стане општествено одговорен граѓанин, да најде работа, доколку нема основано семејство, да основа семејство, едноставно казната на некој начин да ја оствари својата цел. Така, тука ќе се надоврземе и со самите политички студии. Дали нужно, кога зборуваме за политика, сите студенти кога ќе дојдат на политички студии, дали тоа нужно мора тие да влезат во некоја политичка партија, или може по завршување на студиите да се оди во друг правец, например да станат политиколози или да одат во некои други институции? Така, види, најголемиот стереотип кога јас се запишував на политички студии беше дека во моментот кога ќе се запишува некој ќе ве форсира да влезете во политичка партија. Тоа е најголемиот мит, како и многу митови за правен факултет. Тоа е еден од најголемите митови за политичките студии. Не е нужно, значи, да влезете во политичка партија, но од мој аспект, моја некоја толкување, мислам дека кадар што има завршено политички науки е најсоодветен за да биде во политичка партија, знаете. Најмногу ги познава работите, најмногу е запознан со теоријата и само кога сте запознаени со теоријата, кога добро ги владеете институциите, процесите, теориите, размислувањата, историјата, правото, економијата, само така, според мене, може да допринесете кон промена во општеството. Ако вие се наметнете во политичката партија, да кажам, без соодветно предзнаење, вие едноставно што ви се сервира, вие тоа го преземате многу лесно, едноставно вие немате занает. Занаетот нема у тој момент да прошири рамката за подобрување на државата. Така да, дополнително да кажам на тоа што спомна, да, може и во други насоки политолози да се насочат, тоа се најчесто невладини организации. Ја би рекол дека студентите кои студираат политички науки имаат големо знаење, можат да се приспособат можеби некаде во твојата сфера и во маркетинг, односите пиарот на некој начин, за некој консалтинг во однос на комуникациите, но морам да потврдам една работа која ме загрижува и мислам дека тоа е веќе со децении така во Македонија, а тоа е дека самата политолошка наука, самата политологија како професија е особено потценета. Знаете, премногу не се дава значење на политолозите, можеби тоа е некоја и нивна вина, да кажеме, поради непостоење на соодветен, препознатлив политички think tank, да кажеме, или можеби политолози не се наметнале во некоја образовна реформа да вака влијаат и врз заштита и промоција на студентите по политички науки. Сакаш да кажеш дека самите оние студенти понатаму кога ќе излезат, ќе ги завршат политичките студии, ако одат во правец на политиколози, на некој начин се неми во самото дејствие во општеството.
Да, јас би се согласила дека денес самите политиколози, еве и во сите сфери може да заклучиме така, еве барем во судство не може никој што завршил нели медицина да влезе, еве тоа можеме да го потврдиме, но многу се влегува нели во политика вака како што гледаме ние еве од страна на студенти зборуваме, но оние кои што навистина би ја знаеле самата политика, оние политички теории кои што се нужни за понатаму нели да се действува, се на некој начин како запоставени, не се дава доволно акцент, но ќе позборуваме малку подоцна во самата епизода. Еве ќе да позборуваме малку за нашиот правен факултет. Ние сите тројца сме уште студенти. Нашиот факултет има своји предности и своји недостатоци. Еве најпрви што му фали на факултетот според ваше мислење, а понатаму што мислите дека ние го имаме како факултет, а другите факултети го немаат? Еве, да зборуваме конкретно за УКИ. Да почнем јас на ова прашање. Мислам дека во моментов клучниот предизвик на правниот факултет од аспект на инфраструктура е проблемите со парното грејење. И тоа е јасно на сите студенти, тоа е јасно на професорите, на надлежните органи и тела на овој факултет. Тоа не е лесен процес, според моите дознанија се има случајно пречка со печките пред кога беше тоа, ноември или декември, од тогаш нааму се уште се, знаете, се компензирано, мислам дека не е дојдено до совршено решение со кое што беве студентите кои не гледаат, мислам дека ќе се согласат со тоа, го слушаме тоа како критика и го адресираме. Дури може би поактивно да го адресираме, знаете, ова сепак доаѓате на факултет може да се разболите или немате соодветни услови на факултетот. Така, имаше многу студенти, јас правев една анкета, јас само ја зборувам пред празниците што беше и многу студенти, еве барам на филозофскиот факултет тоа го кажа, но и на правниот факултет многу студенти рекоа зад камерите дека навистина е проблем. Да, проблем е направени не му помага тоа што нема сонце, кај нас не грее сонце тоа. Така, ние сме единствениот факултет на општествениот кампус што не грее за жал сонце. Но за жал, мислам, грее некои страни си, да не кажеме дека толку сме мрачни, но ќе продолжам во делот на самата практична работа, која што би требало да ја имаат правниците и политиколозите. Ева, Магдалена, каква е праксата за идните правници? Дали според тоа што се учи, дали се применува и колку време, еве сега пример, јас сум студент во втора година на правни студии и кога јас треба да започнам со праксата, например да одам во адвокатска канцеларија, во нотарска канцеларија, кога е всушност времето тоа да се... Па нема некое точно време, освен кога ќе ги завршиш тие мастер студии, пред да го полагаш тој правосуден испит треба да измине определен период и да стажираш, па подоцна да дојдеш до полагање на правосуден испит, а вака во конкретно за време на студиите нема некое точно време кога би требало да се започне со пракса. Меѓутоа, слушам доста критики вака дека нема пракса на факултетот и слично. Меѓутоа факултетот има многу правни клиники. Имаме и центар за кариера, еве и факултетското собрание неудобно склучи меморандум со ЕЛСА каде што постојано имаме огласи за практиканска работа и така натаму. Центарот за кариера исто така има постојано огласи за практиканство, така што не е оставено само на терет на студентот да бара самиот пракса, туку факултетот нуди и можности. Конкретно можам да зборувам за клиниката по казнено право, барем на постдипломски студии. Сме следеле рочишта, сме правеле симулации на судења, ни биле доделувани улоги, дали тоа ќе бидеме јавен обвинител, судија, вештак или сведок. Така што некако си го доближивме тој процес некако повеќе да видиме како се одвива. Меѓутоа јас би дала замерка во однос на тоа што недостасува на факултетот. Да, јас заборавив тоа да те прашам, се извинувам, баш сакав сега да се повторам и исто така не кажавме по што се разликуваме од другите факултети. Јас ќе се надоврзам за пракса со прашањето. Мислам дека во моментот кога ќе дојдат до учење на оние процесни предмети на крајот во трета година, дека некако студентите не се посветува толку многу внимание од практичен аспект. Зборувам, немаат некоја конкретна слика како тоа изгледа, освен од оно што ќе го прочитаат од книгата. Еве, например, би било интересно да дојдат на самите предавања некои, оние
актери од всушност од она што навистина го работат од тој свет, дали тоа се адвокати, нотари, извршители, верувам и суди, некако да го доближат тоа до оние кои што се на додипломски, па можеби од тие процесни предмети студентите ќе дојдат нели до некако до решение на кои постдипломски студии да ги изберат, можеби некој конкретно не е одлучен и така натаму. Така што мислам дека во тој дел кај додипломските доста недостасува во однос на процесните предмети. Би ја земала дигитализацијата која што ево тек, меѓутоа мислам дека кај сите факултети беше проблем. Сега е во тек е самата дигитализација, меѓутоа се истакна како нешто кое што навистина му требаше на факултетот, особено да ги избегнеме сите оние гужви и продолжување на рокови и така натаму. Не би сакала, не знам, некоја паралела да правам со другите факултети, бидејќи мислам дека она што е потребно на медицина не ни е потребно нам и така натаму, но во однос на тоа што ни е потребно на сите е да речам подобрување на амфитеатрите, тоа грење, можеби некоја нова опрема, можеби некој нов простор за студентите кои што ќе можат нели да се собираат, да учат, едноставно да има некое катче за студентите на факултетот. Така, Данило, ти имаш нешто да додадеш? Ја би се сложил со недостатоците кои што ги напомена Магдалена, тоа се клучните недостатоци. Би рекол во моментот, особено парното грење, амфитеатрите некако ќе се издржи, не е толку сериозна ситуацијата, но моментот со парното грење навистина мора и најефективно да решиме барем до наредната грејна сезона, нели, наредната академска година. Сега, пошто се разликуваме од позитивен аспект, Правен има традиција на правно-ораторска вечер. Јас имам учествувано, теа ти имаш учествувано, двајцата имаме освојувано награди, така да тоа мислам дека највпечатливото нешто за правниот факултет, впрочем ја и сега помина, ќе имаме нова ораторска вечер на 28 март. Колку години мислам дека се која година мислам дека 26-та, 27-та Ова би требало да биде 28. Да, мислам 28-та. И ја мислам дека 28-та. Второ, да се надоврземе на веќе кога збориме за говорништвото, имаме центар за дебата. Тој центар беше иницијатива и од студентското собрание со голема поддршка на деканатот. Исто така се заблагодаруваме на професорката Шапкова која што е раководител на тој центар и успешно, навистина успешно го води. Ние помагаме тука секако. Тоа е еден момент. Трет момент е центарот за кариера на правен факултет. И поздрав до професорите кои што раководат со него, професорка Нешовска, професорот Кратолица, кои навистина организираат многу практични работи. Еве, ако кажем дека недостасуваат навистина нивните моменти кои што настаните кои они ги организираат се навистина поврзани со практични работи и не само за правниците, има и за новинари, имавме прекрасно и за новинари, имавме и за политолози некои активности како што добро се сеќавам. Така да потнатаму може да се спомне моментот со клиниките. Клиниките дел од овие клиники работат навистина убаво, како што може да кажеме казнено право, трудово право. Сега ако заборавив некој да не ми замери, никој ве замолувам, но навистина функционираат. Прават настани, одат институционални посети и слично. Може да кажем исто така, може да најавиме дека веќе април планираме свечена промоција на стручното студентско списание на студентите на правниот факултет Јустинијан I, што е нешто подкрепено како иницијатива од студентското собрание, наидено на добра волја од деканатот. Имаме прекрасен уредувачки одбор, поздрав до нив исто така, кој што прераснува во едно од првите, мислам, едно од ретките на УКИМ, на цел УКИМ како стручно студентско списание. Така да и тоа мислам убав момент. Единствен момент кој што од една страна е можеби наша вина, јавно го адресирам тоа, е студентското списание Став, кое е поврзано за колумни, бидејќи ние не можеме со месеци се мачиме да изготвиме веб програма, односно веб страница. Веќе ние изготвивме, па не испадна како што треба, работиме се уште. Мислам дека веќе овој месец треба да закружиме и тој момент. Така да ова две во едно може да дојде навистина убава за студентите. Така што студентите ако имаат мотивација, имаат потик и сакаат нивен труд или односно некоја колумна да напишат, да го изразат својот став и мислење. Мислам дека тоа е круцијално за студентите на правни, на политички студии, но и за студентите на односи со јавност и новинарство, да го кажат својот став, но велам дека нели кога гледаме за политичките науки, тука навистина треба да пристапуваш кон пишување на колумни, затоа што повеќе го изразуваш твојот став, тоа е подобра понатаму нели да се движиш. Но еве ги спомнавме многуте клиники, ги спомнавме самите организации кои што се во склоп на факултетот. Еве вие двајца имате, како што ве представив, имате актуелни позиции, правобранителка и председател.
односно самото факултетско студентско собрание. Дали мислите дека овие позиции кои моментално ги имате би ви биле во корист во иднина, во смисла на тоа што сега како на некој начин имате пракса за некоја водечка позиција понатаму, и како ве гледаат студентите? Дали ве гледаат така како малку вие се однесувате надмено, па тие имаат некој таков став, и дали всушност се чита статут и по некој закон, а не само да си има позиција? Мислам дека глава не има задоволено читање на нормативни акти со кои се регулираат многу работи на факултетот. Да продолжам со одговор. Јас не мислам дека настапувам надмено во ниту еден случај, дури напротив, ја имам оставено телефонски број и секој дневно, особено сега кога беше периодов за запишување и заврка на семестар, добивам повици, мислам дека немам никого вратено, ниту на Вибер порака, ниту на повик, ниту си имам однесувано надмено. Кој побарал совет, информација, начин како да средиме некоја работа, сме се нашле тука. Навистина и сме гледале да помогнеме на студентите, ние сме, тука сме. Нема тука некоја бариера. Се надевам дека ако некој не гледа така, се надевам би го замолил еве јавно нека дојде, нека ни го адресира тој момент и нека ни посочи критика да можеме да ја надминеме. Веќе навистина не гледам против. Еве ние може слободно сега да се каже и тоа дека факултетско студентско собрание во моментов има околу 37-8 члена. Да ви кажам, компаративно пред 2 години имаше 14. Знаете, тоа е некој подвиг, некој интерес што е размрдано и навистина гледаме некој развижување на факултетот. Организираме студентски забави, се нормално, организираме и други начини на алтернативно дружење кои мислам дека се примамливи за да се запознаеме и ние меѓу себе. Знаете, не е едно е односот да се запознаеме на предавање преку кажан збор кон професорот, а друга се видиме на пијачка, на убава музика и на така некој тимбилдинг да се е. опфати тој дел. Магдалина, ти? Па јас сметам искрено дека дефинитивно не е само титула, барам многу посветеност, особено еве, па мислам дека и за председател како функција и за правобранител си барам многу посветеност и како што кажа Данило, глава нема задоволено од читање. Мислам на секоја представка, на секоја поплака, она константно, нели, за да се потврдиш сами од себе, отвора закон за високо образование, тој статут, овој статут, за да прегледаш, нели, да најдеш можност да излезеш во пресред. Особено бара посветеност, многу внимателно постапување со студентите. Јас еве дури излегувам од рамките на она што ми е предвидено во статутот, нели мора да ми се достави писмено преку мејл и така натаму. Јас сум секогаш отворена, че мене и на социјални мрежи да ме исконтактираат или телефонски, нема никаков проблем, нема никого да вратам апсолутно. На крајот од денот ние сме тука за студентите. Сега секогаш ќе ги има оние кои што не мислам дека сите не гледаат дека на тој начин, меѓутоа секогаш ќе има некои кои што не гледаат како само титула, ова ништо повеќе, ама јас исто би ги повикала да го сменат малку размислувањето, зашто мене искрено многу ме радува кога ќе видам дека некој ти дал доверба и некој верува во тебе дека можеш да му помогнеш. Самите позиции бараат многу време за да стекнат студентите доверба кај вас. Сега мене искрено многу ме радува кога ќе видам дека некој решил да ми се довери и да побара решение за проблемот. Така што ние сме тука. Така, јас ви го поставив тоа прашање затоа што нели не вистински дека некој ве гледа надмено, но чисто да разјаснеме на студентите дека сепак и позицијата председател на факултетско собрание и позицијата правобранител изискуваат од вас посветеност, затоа што вие сте го избрале тоа, затоа што вие сте сакале тоа да го работите. Не затоа што вие сте чувствувале притисок. И сега вие сте отворени кон сите студенти, како што рековте двајцата. Еве, ќе се навратиме пак на кривичната права, јас така малку шарам со прашањето, но еве, Магдалина, еве ти си на казнено право и тука и самиот кривичен законник, кој што мислам дека се спие со него, затоа што така, нели, секогаш кога ништо се случува, нели мора да се отвори, да се прочита член, ставка. И еве во смисла на скорешното време имавме многу општествени случаи и многу работи во тој контекст се движа, дали треба да има некои измени во кривичниот законник, еве ти секојдневно предпоставам дека го употребуваш. Ти го читаш некој дел, така секојдневно некогаш кога ти е потребен, дали си помислила, овој дел јас би го сменила?
Па вака, кривичниот законник не е правен по сите стандарди и ги следи апсолутно сите трендови, е во тек со сите законодавства широм светот и пред се ние се грижи за оние основни постулати и е пишуван пред се од експерти, од професори со многу искуства, така што верувам дека знаат што прават кога го пишуваат. Меѓутоа да не го изоставиме делот дека во него не учествуваат само правниците, туку поминува и низ оние кои се избрани од народот. Така. Казнениот законник се наоѓа примено уште на додипломски студии, значи изборувам професорите конкретно кои го предаваат тој предмет, на испит бараат од студентот да видат дали може да се снајде, дали лесно се снаоѓа, може да го најде делото и така натаму, што мислам дека е доста добро да се поставува како испитно прашање, да речем. Понатаму самиот законник не би можел реално да ја предвиди секоја ситуација која што може да настане во реалноста. Сега во одреден дел некои одредби или кривични дела можеби се определени прешироко. Меѓутоа, тоа е само од причина што законот како закон не би можел да ја предвиди секоја ситуација. Така што, со оглед на тоа што е пишувано од наши професори, верувам дека е добар. Јас сум студент, малку е неблагодарно нели да го коментирам како дали јас би менувала нешто. Меѓутоа мислам дека е правен по сите стандарди и апсолутно од тие причини само можеби лаиците или луѓето кои што не се занимаваат со право го толкуваат или сметаат дека треба да има измени. Така, Данило, еве, ќе ги опфатиме и политичките науки. Еве, колку денес младите политиколози всушност ги владеат самите политички теории? Дали се прави јасна дистинкција, бидејќи всушност тие се нели постулатот на понатамушните политички действувања и промени? Мислам дека младите политиколози, не постои млад политиколог што би рекол дека правно-политичките предмети му се подреги од теориските. Мислам дека секој политолог е заљубен во теоријата, заљубен во идеологиите и сака да ги изучува колку што може најмногу. Она што може да се констатира од некој аспект, да, мислам дека се владеат, но дали веќе имаме јасна дихотомија на идеологиите како што било во 20-тиот век. Ова општество денеска е врсилен удар од консумеризмот на крајот на денот, прагматизмот и би рекол реализмот барем во меѓународните односи. Со самото тоа вие немате многу простор за некоја јасна дистинкција во некои насоки. Вие денеска дури немате центар лево, центар десно, нели цело време се употребуваат овие пејоративни изрази far right, far left, значи радикална десница, радикална левица. И ја мислам дека и тоа е погрешно. Знаете зошто е погрешно? Бидејќи сметам дека во историјата никогаш немало, ако земеме предвид дека идеологиите се јавуваат после француска буржоаска револуција, национализам, либерализам, демократија, па и анархизам, мислам сите. Тоа е 1789 година, тоа е релативно краток период. Во истата година во Америка се бира првиот претседател, тоа е значи 200 и нешто години, така. И сега ние ако погледнем од тогаш до денес, немало никогаш, ја би рекол, релативен мир во кој што политичките партии или индивидуите можеле да адресираат толку многу прашања, а без да настане конфликт. И сега затоа вие денеска имате, не знам, десницата адресира толку тоа, тие прашања, но тие во минатото никогаш прочем не били ни на масата да се адресираат. Исто така и левицата никогаш немала момент да адресира толку прашања. И мислам дека ова малку треба да се разгледува и современите политолози да го адресираат тоа прашање и да не се расфрлаат со пејоративни изрази far right и far left. Мислам дека постојат радикали, секогаш дека постојат, но не мислам дека тоа во бројот како што се прикажува ниту за левицата, ниту за десницата би рекол. Така и ти ги спомена теориите, ги наброја. Еве, кога ти си ги учел, мислам, нели, сите сме ги опфатиле, би требало да ги опфатиме, сепак тоа е некоја општо знаење. Која теорија би ја одвоил како најтешка или како најконтроверзна? Еве, например, јас многу сакам да зборувам за анархијата, не знам ти кој дел која теорија така ти е малку за не би рекла дека е малку така не скандалозна, ама така што има малку повеќе да се зборува, што доволно не е сватена од страна на луѓето. Еве, ти кога си започнал кога си ги почнал да ги учиш, нели понатаму нели треба да се тие теории се применуваат во пракса, мислам самото тоа препознавање, разбирање, која ти била така да ја оделиш како најтешка. Убаво што спомна анархизмот, така да ја извел таа. Добро се сеќавам дека на првото мое презентирање како студент, сите мои колеги ги зедоа најубавите теми: либерализам, демократија, републиканизам, марксизам и т.н. Мене ми остана анархизам. Јас
како да кажам, уште од тој момент јас со анархизмот се скарав. Од тоа вие целата концепција вие не сакаме ред, ама сепак не сакаме неорганизирано нешто. И се целата дискусија ви околу тоа, самиот факт што никогаш не постоела таква држава која тоа го применила, мислам го посочува самото тоа. Ако одам сега да споменам уште една идеологија, тоа може би била утилитарианизмот. Тоа е на британска идеологија начално. Таму се филозофите кои се фокусираат на некоја политичка концепција на максимизирање на среќата, но не можете тоа како концепт само тоа да ви биде премисата во самата идеологија. Има тука и други премиси, но мислам дека концептуално не припаѓаат да кажеме дека тоа е една цела идеологија, како што е на пример марксизмот, како што комунизмот, како што е демократијата, како што е либерализмот, социјализмот, да. И тука треба да се констатира разлика помеѓу социјализмот и комунизмот, бидејќи впрочем ние никој сме немале вистински комунизам. Комунизмот самиот под себе подразбира безкласно општество и умирање на државната апаратура. А голем оксиморон ви е тоа што токму во комунизмот државната апаратура ви е најмахна. Така, јас ќе се навратам исто го спомнав анархизмот затоа што јас пишував еден труд и сакав така малку да биде по, еве, ќе речам зачинат и ја вметнав, многу е тешко, нели, еве, сте пишувале трудови кога ќе вметнеш теорија да обработуваш на некоја сосема така. И темата ми беше анархија во претседателските избори во Македонија. Дали владе анархија? Сега јас малку така професорот кога му ја реков представив темата, тој рече да не ти биде малку тешка затоа што кога преминуваш, мислам, ја бараш теоријата во делови од општеството, дали имало такви некои елементи и нели самата теорија треба да ја провлечеш низ сето тоа и навистина ми беше тешко и јас не се скарав со анархизмот. Напротив, јас уживав да го истражувам затоа што навистина од филозофски аспект ако го опфатиме е така интересен, но што викаш ти нема некоја суштина во целост. Така што теориите се многу интересни, ако навлезеш во нив и може од една страна на многу студенти им се досадни, но тоа е нели во зависност, нели секој ги доживува на различен начин. Еве Магдалена, рековме дека си правобранител, рече дека секогаш си отворена за разговор со сите студенти, тука си, што би рекла ти во секое време. Дали често се обраќаат студентите до тебе и имаат поплаки? Па не можам да кажам дека често. Мислам дека го немаме надминато тој процес што кажав на стекнување на доверба, меѓутоа пак ќе кажам, многу ме радува кога ќе видам дека некој ти се доверил и дека некој верува дека може да му помогнеш. Претежно поплаките се однесуваат на не знам, продолжување на рокови, дали има некој однос со професор, понатаму за испитите, испитни сесии, дополнителни испитни сесии, повеќе шанси за студентот. Секако јас гледам дали да се држав во рамките оно што законот им го предвидува и оно што како права им ги дава. Меѓутоа секогаш се трудам да ги сослушам двете страни. Без оглед на тоа, нели, јас сум тука за студентите, меѓутоа треба да ги сослушаме двете страни за да видиме каде е проблемот и да најдеме едноставно некое решение. Така што не можам да кажам дека пречесто се обраќаат, меѓутоа во последниот период можам да забележам дека се зачести тоа. И ме радува што, например, јас кога бев пред да станам јас правобранител, мислам дека немаше правобранител нашиот факултет, постоеше нели како тело, меѓутоа немаше нели конкретно кај кој да се обратиме. Јас на пример сум најшла некогаш и на отпор и слично, меѓутоа сум немала некој на кој што можам да му се обратам. Дури мислам дека некои од студентите не се ниту запознаени дека има правобранител, дека на некого може да му се обратат. Така што јас би сакала еве да ги повикам сите оние кои што сметаат дека се обесправени или сметаат дека на некој начин правата им се прекршени и слично, можат слободно да се обратат, така што ќе се обидеме да најдеме решение. Така што ако имате некој проблем, да се обратите на Магдалена, нема да го оставам контакт телефонот долу во описот, затоа што сепак мислам, но на социјалните мрежи може да ја најдете лесно Магдалена, но и мејлот се разбира. Мејлот ќе го оставиме најпрофесионално. Еве едно прашање за двајцата. Ова е малку така па не би рекла контроверзно, леле јас се нешто контроверзно, ама еве ова прашање. Дали сметате дека еден професор би требало да е се уште професор ако претходно имал некоја кривично дело позади него?
Еве, колку студентите би го гледале со кредибилитет од него да црпат знаење и да му веруваат? Па јас искрено мислам дека професор како професор, особено кога има нели таква позадина, не би можел, зборуваме за правосилно осуден, да не се разберам погрешно, доколку е правосилно осуден или доколку има таква позадина, не верувам дека кога ќе влезе во амфитеатрот може да го надметне тој авторитет на професор на ист начин како што го правил претходно. Нормално студентите како студенти ќе го почитуваат во амфитеатрот, меѓутоа не мислам дека ќе биде исто како претходно. Така, Данило? Па тоа е по принципот, слушајте ме што велам, не гледајте ме што правам. Така да, би се сложил јас ова с Магдалена што го спомна, доколку е правосилна одлука, да. И ова е, мислам, убаво прашање, актуализирано особено после бегството на Артан Груби, нели професор на ДУТ. Така да, мислам дека, како што спомна, во амфитеатрите може би уживал нека доза на респект, но мислам дека лично мислам дека би загубил многу и сега прашањето за моралот и етиката во општеството, во правото, во политиката е секојаш. И во академијата на крајот на денот. Тоа е малку поиставено прашање, мора и тоа да почне да се адресира. Мислам дека е ставено во втор план. И треба да се адресира повторно за секој сегмент одделно. Видите, малку некако ги заборавивме тие моменти на етика, на морал, на образ, знаете. Знаете, професор како професор треба да го гледаме како пример. Така. И некој кој што нели треба да ни го пренеса нам знаењето и од кој што треба нели како што кажа да црпиме знаења. И мислам дека кога имаме нели некој таков пример, апсолутно и сосема оправдано е да не можеме да го гледаме нели на истиот начин и да што е нормално, барем според мен, особено ако се работи за не е важно. Било кој професор кој што има таква позадина, мислам дека не може да ужива истиот авторитет. Така, јас мислам дека не само што студентите кога ќе влизат во амфитеатрот и ќе видат таков некој пример, а јас би рекла дека има такви примери, ја мислам дека и двајцата би се согласиле, дека не е толку проблемот веќе како студентот ќе го гледа професорот, туку како професорот се чувствува слободно да влезе и да им предава на тие студенти. Знаете, тој момент е малку И се ништи, мислам, идеализмот кај студентот, знаете, така, да. Едно предаваме, друго правиме. Така да. Еве, го спомнавме самото ораторство, самиот надпревар по ораторство, понатаму еве и вештините за дебатирање, дебатниот клуб и тука спаѓа нели самото аргументирано говорење, колку е тоа важно за студентите да ги имаат овие вештини за да понатаму можат нели да се развиваат во некои општествени фигури, односно да имаат некоја таква вештина која што ќе ги води напред, затоа што еве конкретно ораторство е многу важен дел. Дебатирањето исто така. Еве денеска сме сведоци на многу снижен дел, односно не снижен, но би рекла изискување на самото на дебата, но она ќе говорам со аргументи, денеска се помалку се говори. Дали мислиш дека се говори се помалку од она аргументирано говорење? Кај нас не рекле за џаба дека добриот збор железни врати отвара. Ја дури ако ораторски го парафразираме ќе биде убавиот збор. Добри врати отвара, железни врати отвара. Се согласувам дека малку имаме пат. Со виден пат имаме на аргументирано говорење, на што се должи тоа, мислам дека мора да поедеме од некои многу општи причини. Мислам дека веќе немаме трпение, мислам дека многу работи се имаат на собрана не само на студентот, не само на пензионерите што се вуват кај Роберт на Сабајле. Туку мислам дека кај сите веќе се имаат на собрана премногу работи, премногу бирократура, премногу објаснувања, премногу целовремени објаснувања. И мислам дека ние веќе немаме простор да навистина аргументирано навлеземе во некои дебати, па да сватиме, па навистина кажеме сега е така, добро, ајде да видиме сега доколку така биде. Аргументираното зборење, убавото зборење, јавното говорење е основа на сите студии. Тоа е најголемиот НЗС на сите студии кои што се направени од факултет. Ќе повториме, мнозински се правните студии, тука се политичките студии, новинарските студии, односите со јавност. Вие не можете да сте добар правник ако вие влезете во судници, вие имате трема. Што, ќе пишувате тужби зад кулисите? Вие политолог ако се што ќе правите? Ќе пишувате проекти или ќе бидете заднинска позадина зад некој, не знам, примената политика? Новинарите и пиар односот по тоа е, како да кажам, тоа е правило број 1, доброто говорење и умното говорење. Така да од цело моје излагање, сега можам да констатирам дека навистина имаме пат на аргументирано зборување. И покрај сите овие што ги имаме дебати за
за дебатирање што ги имаме овие центри, обуки за јавно говорење, мислам дека се опфатна. Освен овие индивидуи кои што ги посетуваат и затоа ве апелирам сите да почнеме. Некои многу работи по принцип знаеме, добро е кога ќе заокружиме, кога некој ќе ни каже, кога ќе видиме каде грешиме, за да ги подобриме овие вештини. Видите, тие се основата. Мора да се разбереме, мора да сме рационални, не можеме да сме како во анархија. Така, како во анархија. Магдалина, дали се служуваш? Се служувам апсолутно и мислам дека ние можеме да знаеме се. Можеме да го знаеме законот, може да знаеме се, меѓутоа не може, ако тоа не го пренесеме на вистински начин и ако тоа не го изнесеме со еден став, самите луѓе од страна кои што да гледаат нема да ти ја пружат довербата. Тоа е истото, например, како што кажа Данила, не можете како правник да влезете во судница и да имате трема бидејќи видете, може да бидете бранител на некого како тој кој што се надева на тебе, ќе ти пружи доверба и ќе ти се довери ти да го застапуваш ако ти не си јасен и ако ти аргументирано не говориш и ако не го презентираш оно што го знаеш на правилен начин. Истото се однесува и за новинарство. Како ти ќе водиш целава емисија доколку ти не говориш, немаш ораторски способности, доколку не говориш аргументирано, истото се однесува на апсолутно сите студии кои што ги уфаќа нашиот факултет. Мислам дека е клучно, особено за студентите кои што студираат тука, независно на кои студии се. Така што, еве ги спомнавме ораторската вечер, клубот на оратори, дебатниот клуб, ги спомнавме еве и мултимедијалниот центар, значи се отворени за сите студенти, особено на правниот факултет. Јас навистина мислам дека ова се некои организации кои што треба да бидат посетени од самите студенти, но еве ќе навлеземе во еден друг проблем, а тоа е проблемот, односно корона проблемот и самите последици кои што ги се уште ги чувствуваме, односно ја чувствуваме од се уште она летаргичност, она незаинтересираност на студентите. Студентите доаѓаат на факултет, веднаш гледаат на часот и сега ќе ми заврши уште едно предавање или после првата пауза си одат. Зошто е тоа така? Еве порано студентите се собирале по библиотеките, се собирале пред факултетот, наоколу, сите сакале да бидат заедно, да учат. Зошто мислите, што се случи после короната? Зошто мислите дека се уште не можеме да се опоравиме? Може да кажеме, еве, например, јас и Магда сме во студентското собрание првата година од кога се вративме регуларно на факултет. Во моментот кога ние влеговме во студентското собрание, ние немавме претходна ниту една институционална меморија, не знам како треба да се раководи. Вие не се раѓате со знаење да раководите или да членувате во студентското собрание. Така да ние како што ги спомнавме претходно, нормативните акти, статути, како направен, како на ФСС, како деловници, моравме да ги земеме и да ги работиме и да ги читаме. Потоа почнавме да организираме некои работи, организиравме два пати поред Охридски конгрес на правото и надежно еве до Белодена, мислам дека и годинава ќе правиме еден Охридски конгрес на правото, што е неверојатен семинар за вмрежување и токму за надминување на тие јазли кои што постојат време на короната, само недругарување и такви работи, немање центар за вмрежување. Мислам дека постојано работиме, затоа се забавите тука, некој критикува забавите од страна, правите само забави, но тоа се моментите каде што вие најмногу стекнувате познанство, најмногу се здружувате со студентите, верувајте, ние најмногу луѓе имам запознано и по забави, и по бифиња кога пушиме цигара, пиеме кафе. Така да тоа би се осврнала, исто така мислам дека има еден друг проблем, а тоа е наглиот технолошки развиток. Сега особено со ChatGPT, да сите сме по дома, работиме на тоа. Но еве да ги поканиме студентите, ние имаме прекрасна библиотека, имаме реновирана библиотека каде што навистина е убаво и да се поминуваат повеќе време од тоа што треба. Ние размислуваме да замолиме и да биде продолжен и рокот на работа на библиотеката, што мислам дека е била убава опција. И има уште некои опции кои што треба да ги обелодениме деновиве, особено поврзани со истражувачката работа на студентите, но за тоа повеќе информации ќе имаме денови. Така што ако имаме повеќе информации, деновите. Деновиве, да. Така што дали Магдалина мислиш дека она допишување на ChatGPT и сега јас ќе правам муабет со Данила, јас ќе си пишам сега на ChatGPT, дали мислиш дека тоа е уште еден проблем влие? Меѓутоа не можеме да се вадиме само на короната, дека короната е проблем. Да, беше еден период кој што бараше адаптација кон моменталната ситуација, меѓутоа мора да сватиме дека треба да излеземе од
таа комфорт зона и мора да продолжиме на некој начин со животот и мислам дека од тоа станува и на самото размислување на студентите и начинот на живот. Значи не можеме баш со тебе мислам дека го дискутиравме моментот дека на првата пауза се оди дома, нели не се дослушува предавањето. Мислам тие моменти на пауза, на седење во бифе треба се искористат исто така. Може ќе запознаеш некои колеги други кои што нели не се во твојата група и така натаму, ќе се вратиш на предавањето. Сето тоа е нешто плюс и мислам дека и поради тоа имаме и многу пасивно со страна на студентите, значи ние организираме работилници, организираме панел дискусии на кои што доаѓаат 10 студенти. Тоа мене ми е неразбирливо како некој студент направен не би сакал да учествува во нешто такво. Така, Ева, кога сме веќе кај факултетот, сакам и некои актуелни промени кои што се случија односно трошоците. Во една од претходните епизоди разговаравме со председателот и подпредседателката на Универзитетското студентско собрание, со Александар и со Ана. Еве, се случија промените и на правниот факултет. Што всушност се случи со овие трошоци и ќе може ли да ни раскажеш еве накратко, Данило, што има во тој дел и зошто имаше многу реакции од студентите, нели? Секогаш кога има промени, особено оној финансискиот дел, секогаш има реакции. Целата хронологија почнува уште од минатата година, уште мислам од овој период. Јас стојам на ставот, како и секој студентски представник на УКИМ, не само правен, економски, туку сите и Универзитетско студентско собрание стоиме дека овие трошоци кои што излегоа напоредно после униформирањето на ценовникот кој што се случи јуни, да кажем, отприлика мислам дека беше, после униформирањето на тој ценовник на сите единици на УКИМ, им се скрати правото на некои единици, им се скрати можноста за привлекување на средства само финансирање на некои факултети, не на некои, туку на сите. И сега во принцип голем дел од факултетите најдоа некои алтернативни начини со дополнување на, како што ние ги знаеме, дополнителни трошоци. Јас ќе повторам, сметам дека во оваа држава Министерството треба многу посериозно да се посвети на високото образование. Ако не на високото образование, нека направи приоритизација на тоа кому се посветува. УКИМ верувам дека доволно се покажал да тоа биде тој универзитет на кого треба да се посвети најмногу внимание од сите тие средства кои се издвојуваат, да кажеме. И ова не го зборам само јас. Ова го збори УСС и го збори секој студентски представник, морам да кажам. Што се однесува до правниот факултет, кога се појави овие дополнителни трошоци, првичната замисла беа 8.000 денари. Ние реагиравме тоа да се намали на 5.500 денари, но знаете, сепак ние сме сепак во некои рамки на борење, сме во некои рамки на круто делување, каде што ние немаме многу голема можност да премногу влијаеме врз самото тоа. Нашите представници во одредот на ФСС ВДН се 10%. А и меѓу другото, на кога имате преседан на другите факултети, знаете, многу е потешко да се преговара. Голем број на факултети на УКИМ го направи оваа работа. Сега успеавме покрај тоа првичното намалување, успеавме да ги намалиме уште на 1500 денари, односно 4000 тие дополнителни трошоци, кои што навистина верувам, кои што навистина сакам да се испостават дека навистина се вложуваат прво како бе материјални ресурси, дека се вложуваат навистина, да кажем, во парното грејење, дека ќе имаме промена во парното грејење барем како тековен преризик, мислам дека може сосема коректно да се наведе, а второ овие онлайн ресурси да навистина влеземе во конечна дигитализација од наредната година. Тоа се замислите, како што ги знам, и тоа не е само за правен факултет, тоа е на цел УКИМ е така и се очекува. Јас стварно ми е жал што и годинава се тераше. Јас секоја година кога сум студент на правен факултет чекам редици. Ама јас сум последниот ден, јас лично како Данила, и јас сум свесен за моите последици. Така да би ги замолил студентите да и благодарам на тие што беа коректни. Овој момент кога запишуваа семестар, кои што ги испочитуваа своето право, кога беа одредени да се појават таму, првите неколку дена на запишување на семестрите имавме прекрасна соработка. Имавме прекрасен тек на настаните. Сега кога сите чекаме до крај, кога се надоврзуваат студенти кои не дошле во вистинскиот момент, знаете, се дешава хаос. И секоја година поред, кога станува збор за запишување на семестар, како беше дополнителна сесија, секојаш продолжуваме. И благодарам на факултетот што се изнаваѓа. Во делот на презапишување, и тука имаше измени на нашиот факултет и тука имаше реакции.
но еве на некој начин еве студентите исто тоа не им беше јасно, тука се намалија трошоците, овие за презапишување, всушност оние студенти кои што на некој начин треба да бидат казнети затоа што го презапишуваат предметот, треба се покачи, мислам кредитите се намалија, тоа морам да го напоменам, а се доплаќаше за тоа што се презапишува предмет. Дали тоа претходно го имало, па се укинало или сега ова прв пат е вака? Ова е прв пат вака направен факултет, но не е преседан на УКИМ. Ние долго време се боревме против тие кредити, а се намалат и успеавме да ги намалиме. Дел наша заслуга, но во принцип, еве да бидеме реални, тоа е заслуга на УКИМ поради униформираниот ценовник. Поентата за презапишувањето, за накачената, еве да кажеме, и казна и дополнителен трошок е тоа што доколку беше моментот да се намалат трошоците ерга омнес кои што ги офаќаат сите студенти, неминовно од тоа дали презапишуваат, не презапишуваат, беа тие насоки и се избра. Студентското собрание го размислуваше тоа, имавме и други координации, мислевме дека помалото зло се однесува на презапишувањето, односно на фрлување на, да кажеме, дополнителен надоместок во однос на тоа. Да не спиеме на ова дека на другите факултети не се случува ваква работа. Се точно дека можеби ние сме извикани, тука сме, се објаснуваме, секој сме тука, не бегаме од ништо. Но на сите факултети има определен момент во казнениот сегмент што им се наметнува на студентите и навистина ако погледнете правен факултет, имате 4 предмети во семестар, имате 8 предмети во годината, имате 9 испитни рока да си ги положите 8 предмети. Тоа погледнете наоколу. Еве, слободно погледнете. Тоа не постои на ниту еден друг факултет да бројат испитни рокови и мислам дека имајќи го тоа предвид, имајќи многу други работи, ние не се гордееме теа, морам да ја поменам. Така, да не ги споредуваме со другите факултети чисто за нашата ситуација, морам да дополнам само да се завршам. Мислам морам да дополнам, а тоа е дека ова е работа во процес, размислуваме, гледаме, анализираме цело време, како што реков претходен семестар, анализираме и сега анализираме. Морам да напоменам, во отсуство на сериозен одговор од државата, овие се рамките на игра. Дали ние се согласуваме или не, јас не сум прегорна таа одлука, но мислам не го гледам како затворено прашање, останува да видиме како се случува, како изгледаше запишувањето на овој семестар, за да нареден отворено разговараме за предизвиците кои се јави овој семестар и да збориме за други работи. Така, јас морам да напоменам и во претходната епизода кога зборувавме за трошоците, дојдовме до заклучок дека самото тоа не е фигурирано, односно не е доволно прецизирано во законот дека Министерството за образование и наука треба да ги покрие тие трошоци и потребна е измена во законот за да истите тие трошоци се превземени од страна на Министерството и студентите на УКИМ да не треба да ги плаќаат овие трошоци. Но еве Магдалина, дали стигнаа поплаки до тебе за менување на трошоците, односно самата измена? Конкретно до мене поплаки немаат стигнато. Меѓутоа, нели, оно што го гледам, јас соработувам со факултетското собрание, оно што го гледам, нели, постојано имаме нели негативни коментари и така натаму од дел од студентите, што е многу нормално. Без оглед дали станува збор за брза промена или било каква промена, значи се носи одредени реакции. Сега има импликации на една група на студенти, на друга се одразува како во ред решение и така натаму. Меѓутоа мислам дека е нормално да има реакции. Тука сме нели ние да ги сослушаме, да известиме, да соопштиме. Меѓутоа јас стојам на ставот дека државата треба малку посериозно да пристапи кога станува збор за овој проблем, особено за универзитет како што е УКИМ. И сметам дека треба да се издвојат тие средства и апсолутно не треба да паднат на товар на студентите, бидејќи на некој начин удираме и по правото на образование. Така, Иве, едно пред крај така прашање. Вие сега привршувате со вашите мастер студии, наред и самото пишување на магистерската теза. Дали денеска повеќе се пишува или купува? Односно мислам на самата магистерска. И чисти ли се самите плагиати? Односно, тука ќе вметнам и генерацијата, односно генерирањето со вештачката интелигенција. Па сигурен сум дека сега особена предност е ChatGPT-то и самата вештачка интелигенција. Што се однесува до мене, јас уште немам конкретно започнато, јас имам пријавено, немам започнато од премногу врските нови, и малку и сум настигнат во моментов, но не планирам да го користам ChatGPT, бидејќи она што јас мене многу време ми требаше да дојдам до тема, бидејќи сакам да најдам некоја тема што не е елаборативна. И еве една моја критика до сите студенти на мастер на правниот факултет. Ве молам, избирајте тема
која што ќе придонесе кон разбирање на нешто поинако, нека не биде дескриптивна, бидејќи голем број на ги гледаме на извештаите и гледаме предлозите на имињата на темите, се многу елаборативни. Не ви треба вас елаборација, тоа го има во книгата. Најдете некој момент што е специфичен, што би можеле вие да го анализирате, што ви допринело кон нешто поинако во општеството, да имаме одговорна улога тоа што студираме тука. Исклучително одговорна и мислам дека треба многу повеќе се посветиме при истражувањето. Така, Магдалина, ти докаде си со твојата магистарска? Па и јас уште немам започнато искрено, исто имам пуштена пријава, меѓутоа се надевам дека во блиско време јас ќе започнам. Значи јас мислам дека скролам на социјални мрежи, мене постојано ми излегуваат профили, изработка на магистарски трудови, изработка на семинарски и така натаму, и можеш да ги купиш за некоја солидна цена. И мене тој момент на купување на магистарски труд не ми е јасен. Значи доаѓаш ти до крајот на твоето високо образование, си поминал 5 години и не си најшол на тема која што те интересира и сакаш да ја истражиш. При тоа, тој магистарски труд би требало да биде, нели, печат од круната на твоето образование, нешто твое што ќе остане, што треба да го направиш ти. И мене тој момент не ми е јасен на купување. Например, сум најшла на коментари, исто барав долго време теза, не се одлучив една, друга, трета, која да имам литература и така натаму, сум процес реално. И најдов на коментари, ајде што се замараш денес магистарска теза, тој труд можеш и да купиш. Тој момент не ми е јасен. Не, на тој момент не ми е јасен, има многу разработени Инстаграм акаунти, како што можам да видам, и јас уште малку имам до наближување до на запишување, па потоа и пишување на самата магистарска теза. Еве едно последно прашање до двајцата, што имате да им порачате на студентите кои што би требало, мислам, ќе се запишуваат во септември на некој од факултетите, а што имате да им порачате на сегашните студенти на правен факултет? На новите студенти да не веруваат во стереотипи. Навистина, ја ви кажам од моје лично искуство, јас кога запишав на правен, кога напомнав дека двајца професори предаваат тоа, мене постарите другари и другарки што ги познавме рекот пише се од правен. Јас најубаво поминав кај тие професори. Од тој аспект да не веруваат на стереотипи, да бидат внимателни. Тематиката е интересна, не е додевна, немаме бабароги професори, тоа се надоврзува самото по себе. И мислам дека треба само да знаат и да учат. И да повторам, правото, политика, се што се студира тука е логика. Ва молам, не бубајте, учете логички, така останува и така допринесувате кон самите себе и кон себе околу вас. Магдалина? Па на оние кои што се размислуваат дали да се запишат, јас би ги охрабрила да се запишат. Исто така да не верувате на тие стереотипи. Сите ние си имаме различно искуство со правен. Јас искрено имам супер искуство, не можам да се пожалам. Исто имав коментари, нели, од страна и пред да се запишам, леле, има многу материјал, има само бубање, па дали тоа ќе можам да го издржам, тоа ќе биде притисок за мене и така натаму. Кога ќе видев кој професор ми предава, нели, нормално си има коментари, овој професор е лош, овој е добар, кој овој вака се поминува, кој не така. Така што јас искрено имав супер искуство со сите. За оние кои што се на средина на своите студии, да не го гледаат факултетот како нешто кое што мора само да се заврши. Значи да ги користиме сите можности, да се вклучуваме, да дебатираме, бидејќи на крајот сметам дека особено овие студенти на нашиот факултет се двигатели на општеството и мислам дека можат многу да променат. Така, јас се согласувам, треба всушност и да го сакаме факултетот и да го учиме со љубов. Тука за жал ќе завршиме ова епизода на Студентски пулс. За едно општество да функционира потребни се многу работи, но неизбежно е владењето на правото и имплементацијата на вистинските вредности. Младите треба секогаш да се движечка сила, да земаат позитивни и правилни примери од постарите, за да градат просперитет на иднина за идните генерации. За денешниот стайлинг се погрижи брендот Sensei, кој што е бренд на младите и секогаш е тука со нови тренди парчиња. Тука ја завршуваме оваа епизода. Ова беше нашиот вајб за денес, а за вас нека вајбон биде вајбот кој што ве носи кон нови предизвици и можности. Поздрав!